Добар ден, почитувани, започува најновата Телма амбуланта. Што се случува кога човекот не може мислите да ги претвори во зборови? Дали афазијата е секогаш стекнато нарушување? Поврзана ли е обично со мозочен удар, мозочна траума или невродегенеративни заболувања како Алцхајмеровата болест? Многумина сметаат дека по губењето на говорот повеќе ништо не може да се направи. Но дали е тоа навистина така? Колку е важна навремената логопедска терапија? Како изгледа процесот на рехабилитација? Што се случува кога напредокот е бавен и се губи мотивацијата кај пациентот? Разговараме со доцент доктор Ана Поповска, логопед. Останете на Телма. За афазијата, состојба при која возрастен човек мора повторно да научи да зборува. Денеска разговараме со доцент доктор Ана Поповска, логопед од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и благодарам на вас што соработката продолжува. Кога ќе споменеме афазија, првата асоциација е губење на говорот. Дали ова е точен опис? Дали пациентите ја губат само способноста да ги изразат мислите или пак можеби и интелектуалните можности и потенцијали? Афазијата сама по себе подразбира губење на говорот, но малку поширока дефиниција подразбира и губење на веќе стекнат говор. Што значи афазијата не е ентитет кој што се оградува само на возрастната популација, односно не е ентитет кој што се однесува на генерациите од средна возраст и подоцнежна возраст, односно возрастните, постарите лица, да кажеме. Афазијата може да се случи во секој животен период, што подразбира дека може да се сретне и кај децата, не само кај возрастните, но она што е основен предуслов за да една состојба на нарушување на говорот ја дефинираме како афазија, всушност подразбира состојба каде што веќе имаме развиен говор. Значи некои јазични капацитети треба да бидат развиени, а под влијание на некој фактор да се случи нивно губење. Тоа е основниот предуслов да можеме да кажеме дека лицето се соочува со афазија, односно проблем на нарушување на јазичните способности. Значи, состојбата е стекната во принцип? Апсолутно да, секогаш е стекната. Не станува збор за состојба која што настанува развојно, тоа е сосема поинаков ентитет, за кој што ние имаме посебна дијагноза, што значи нарушување во развој на говорот и јазикот. Критериумот не е возраста на пациентот, но критериумот е статусот на јазикот кога се случило нарушувањето кое што влијаело на говорно-јазичните способности кај индивидуата. Колку често околината има погрешна перцепција дека луѓето всушност не разбираат што им се зборува? Ајде да го поврземе со претходното ваше прашање, ме прашавте дали интелектот е засегнат и колку околината како го прифаќа. Кога ќе кажеме афазија, интелектот во основа не е засегнат. Значи лицето апсолутно ги има своите интелектуални капацитети, менталните способности кои што ги поседувало уште пред да се случи нарушувањето во говорот и во јазикот, но тоа не подразбира дека подеднакво е прифатено и разбрано од околината. Најчесто кога личноста индивидуата не може да се изрази, веднаш тоа се поврзува со останатите ментални способности, останатите когнитивни способности и лицето со афазија наидува на една ситуација која што подразбира и неразбирање на околината, односно неприфаќање на околината и непотполно упатување за состојбата од страна на стручните лица кон околината која што му е непосреден партнер, односно непосредна семејна средина за живење. Од тука се наметнува и прашањето колку и дали е доволно подготвена околината да се соочи со новонастанатата ситуација кај лицето со афазија, бидејќи многу околности се менуваат. Покрај тоа што се менува способност, односно се намалува способноста за вербална комуникација, лицето доживува и некои промени во расположението, токму заради тоа што тој е свесен што се случува околу него, но не може потполно да одговори на социјалните барања, односно барањата на социјалната средина, интеракцијата и комуникацијата, како од аспект на професионален ангажман, така и од аспект на секојдневен социјален живот, односно приватен живот надвор од професионалните обврски и од работното место. Кои се најчестите причини кои што доведуваат до афазија? Дали секогаш мора да има некаква траума на мозокот за да се случи тоа?
Траумата е како поиме широка дефиниција, секако дека мора да има некаква траума, таа може да биде акутна, значи може да биде под влијание на некаква физичко дејство, може да биде под влијание на васкуларни промени, кои што може да бидат, сите добро го знаеме, мозочниот инсулт и мозочниот излив, но исто така може да биде и под влијание на некои невродегенеративни промени во мозокот, кои што првично се манифестираат со потешкоти во јазичното изразување, односно во различните јазични форми на вербална комуникација, бидејќи не е само она што ние сите го велиме изразување, односно говор, односно зборување. Говорот е јазик во акција, што значи формите на јазично изразување може да бидат и со пишување, и со читање исто така, што значи различните форми на јазично изразување, јазично разбирање исто така, може да бидат да речеме изолирано засегнати, но може во рамки на една посериозна форма, потешка форма на афазија, да биде да станува збор и за повеќе модалитети на засегање на јазикот, односно повеќе модалитети на јазично нарушување. Може ли ке пациенти со Алцхаймер, например, првиот симптом за болеста да биде нарушениот говор, односно некоја форма на афазија? Ете така, Алцхаймерот е една поширока, да речеме, диагноза, тоа е болест. Она што треба да направиме дистинкција е дека афазијата сама по себе не е болест, туку е збир на знаци и симптоми, кои што, како што објаснив малце сега, непосредно на претходното ваше прашање, може да се манифестира во различни модалитети. Алцхаймеровата болест е комплексна состојба, значи болест за разлика од афазијата. Афазијата не мора да има позади себе друга етиологија, за разлика од Алцхаймерот, кој што покрај другите проблеми, каде што имаме засегање и на мислите и на меморијата, најчесто на новите случувања, сеќавање на најновите случувања, афазијата исто така може да биде придружен сегмент, може да биде на Алцхаймерот и е најчесто деменцијата, но тоа е една прогресивна состојба која што може да почне полека тихо и да напредува, да прогредира, за разлика од акутните трауми, каде што имаме навистина брзо манифестирање веднаш и брзо манифестирање на потешкотиите во јазичните капацитети, јазичните способности кои што ги имало лицето до пред да се случи основното нарушување. Така некогаш преку ноќ тоа може да се случи. Да, затоа нагласувам дека афазијата сама за себе не е болест, туку е последица на некоја збир на симптоми и знаци на многу различни видови на диагнози кои што може да ги засегнат различните центри во мозокот, кои што се одговорни за различни јазични модалитети и да манифестираат различен капацитет на нарушувањето, што значи различен тип и различен вид на сериозност на потешкотиите во јазичното нарушување. Ке лицето со мозочен удар или пак тумор во мозокот или некоја друга мозочна траума. Така. Од што зависи каков тип на афазија ќе се јави и со која тежина ќе биде изразена? Комплексен е типот на комплексна е манифестацијата на афазијата и зависи од многу критериуми. Прво и основно е од обемот на нарушувањето на да речеме на медицинската состојба, колку е тоа сериозно. Ако станува збор да речеме за мозочен инсулт, многу е битно колкав обем е крварењето, прво и основно. Второ, во кој дел од мозокот се наоѓа, бидејќи леохемисферните нарушувања се тие кои што влијаат на способностите на јазикот. Исто така е многу битно со која брзина е интервенирано да се основната состојба надмине, односно да се лекува. Многу е битно во кој период после настанувањето на основната состојба е пристапено кон поддршка, логопедска поддршка, односно третман на настанатото јазично нарушување, но има и дополнителни фактори кои како не смееме да ги занемариме. Кога зборуваме колку е сериозна афазијата, прво е возраста на пациентите, индивидуите кои што ќе се соочат со ова нарушување, општата здравствена состојба. Исто така е многу битно какви биле јазичните капацитети пред да се случи основното заболување. Не е се исто доколку станува збор за лице кое што јазикот и говорот му биле една од средствата за, да речеме, професионален ангажман или лице кое што се занимавало со академска работа, каде што имаме изразита елоквентност, каде што имаме богат јазичен опус, каде што имаме богат вокабулар во комуникацијата,
тие лица имаат на вистина подобра прогноза, за разлика од лицата каде што комуникацијските вештини и не биле приоритет, да речеме, во професионалниот ангажман, каде што нивната професија не барала толку да они овие свои способности ги развијат во правец на богато изразување, говорење, ораторство. Сега, ајде, може би не е соодветен примерот, но замислете еден професор кој што постојано излага, прави своји презентации, изборува пред студенти, и личност која што ќе се соочи со афазија, но има, например, ангажман во рурална средина, каде што моторните способности се основа на неговиот, да речеме, извор на екзистенција. Да, е така, физичката работа. Тоа е навистина една разлика за која што мораме да ја земеме во предвид, и посебно треба да истакнеме дека и кога ја правиме прогнозата, подоцна кога ќе зборуваме за терапијата, мораме да истакнеме дека овие предуслови мора да ги земеме во предвид. Бидејќи афазијата и не е така мал процент на застапеност кога станува збор, ќе се навратиме на мозочниот инсулт, некаде до 30% од лицата кои што се соочуваат со мозочен инсулт, посебно оние кои што промените се случуваат во левата хемисфера од мозокот, се соочуваат и со проблеми на јазично нарушување од типот на стекнато јазично како афазија. И тој процент се зголемува доколку станува збор за истражување, например, ако го направиме за лица кои што се хоспитализирани, тој доаѓа и до 60%, значи посериозните типови на компликации се во болнички услови. Доколку се работи за лица кои што се, да речеме, постари, исто така процентот на застапеност на афазија при овие акутни состојби е многу поголем, бидејќи кај нив веќе има дегенеративни промени кои што оставиле некакви последици врз, да речеме, врз процесот на елоквентност, квалитетно јазично изразување, квалитетна мисла, формирање на мислата и така натаму. Дали кај возрастните мозокот има способност да ги пренасочи функциите за говор, за јазично изразување по оштетувањето? Зборувавме порано за односно постојано се зборува за пластичност на мозокот кај децата. Дали е присутна оваа способност и кај возрастните? Што може да се очекува со рехабилитација, односно дали може човекот повторно да проговори доколку е оштетен делот од мозокот кој што е одговорен? Пластичноста е способност на мозочните клетки и на мозочното ткиво во целина, но неспоредливо помала кај возрастите, за разлика од способноста која што ја имаат децата кои што се во ран раст и развој. Дури ако зборуваме за афазија кај деца кои што е повеќе стекната јазична база, тоа е некаде третата година и се случува нарушување од различен тип на траума, нивната пластичност е далеку повисока, за разлика од пластичност така и лицата кај повозрастните лица. Точно е дека постои способност на мозокот да компензира делумно, но не целосно, и повторно условите под кои што таа пластичност ќе биде искористена директно зависат од основниот причинител, значи колку е тоа масивно оштетување, колку е тоа сериозно оштетување и во кој временски период по настанатата траума е пристапено со стручна помош и поддршка кога станува збор за некакво враќање на јазичните способности. Ако станува збор посебно за функционалност на говорот во секојдневен живот, тогаш велиме дека можеме да направиме повеќе, но во кулкава мера ќе успееме тераписки да направиме, да го опоравиме нарушувањето и да го вратиме лицето во комплетно функционална состојба на комуникација, значи социјална интеракција и комуникација. Директно зависи од овие фактори кои што ги кажав предходно. Мораме да бидеме искрени со клиентите, мораме да бидеме искрени со пациентите за да ги соучиме нашите стручни очекувања од состојбата, што од она што останува како говор и јазик, како капацитет, можеме да го вратиме, да го ставиме во функција, што можеме да вратиме. И во тие околности апсолутно мораме во разговор со семејството и со лицето да донесеме заеднички заклучок кои ќе бидат очекувањата, затоа што неретко, морам да бидам искрена, сме соочени со фактот дека мораме да го известиме лицето дека
претходните способности кои што ги имало за јазично комуницирање, сега зборувам за пациенти кои што навистина се соочиле со губиток на говорот после настанатата травма, не можат да се вратат на почетната точка и не значи дека сите ќе може да функционираат потполно еднакво и со ист капацитет од 100% како што било пред настанатата травма. Ова е многу битен факт, бидејќи од тука ни тргнуваат сите останати предуслови за успешен третман, бидејќи ние не велиме дека после мозочна травма говорот нема да се врати, ние не велиме дека лицето ќе биде неспособно за продолжување на својот социјален и професионален живот, но треба да има реални очекувања и да едноставно ги изложиме сите причинители, односно сите фактори на ризик и сите позитивни влијанија кои што можат да придонесат да состојбата значително се подобри и лицето продолжи со еден квалитетен социјален и професионален живот и по настанатата травма или по настанатата да речеме и по настанатиот мозочен инсулт. Тука се воздржувам, не ги додавам овие афазии кои што се од невродегенеративна природа, бидејќи тоа е сосема поинаква група на кога станува збор нормално за прогнозата, поинаква група на нарушувања на стекнати јазични. Болест која што постојано се влошува. Да, и тука навистина не можеме да кажеме дека ние можеме да направиме нешто во тераписки цели да го ја подобриме состојбата, да речеме утре или за 2 недели ќе биде подобро од она што беше вчера. Но може ли да се забави губењето на говорот со логопедски вежби кај пациенти со Алцхаймер, например? Сега вака, кога зборуваме за невродегенеративните нарушувања, ние поставуваме малку поинаква цел од оваа за која што зборувавме кога станува збор за мозочните травми и за мозочните травми се однесува на физичките травми, најчесто мислам после било каква физичка да речеме травма или пак мозочен инсулт. Тие се акутни состојби како што можеме да влијаеме и како со брза реакција да што е можно повеќе од функциите вратиме назад. Сега кога зборуваме за невродегенеративни, прва и основна цел нас ни е да во третманот поставиме да си поставиме за цел да состојбата ја забавиме, прво и основно, да не прогредира толку брзо, значи да не одат способности, да не се губат јазичните способности со таква брзина, како кога би се губеле кога не би имало лицето поддршка, тоа е основно. И второ што е битно, колку е можно повеќе да го оставиме преостанатиот јазичен капацитет во функционална примена. Значи лицето да го оспособиме што е можно подолго да биде функционално за себе и за средината, да може себе си да се помага и да ги завршува своите потреби кои што се под директно влијание на комуникацијските врски во текот на денот, самостојно без директна поддршка од непосредната околина, односно од семејството каде што живее. Тоа е многу битно. Тука имаме и еден нов термин палијативна логопедија, значи што можеме да направиме во комуникацијски цели, не да го поправиме нарушувањето, туку да ја одржиме комуникацијската вештина, што е можно подолго на ниво на некаква да речеме функционалност кај лицето, да е што колку е можно помалку биде зависно од брачниот партнер, од потомството, од заедницата, семејната заедница каде што живее, да може самостојно да ги врши да ги исполнува своите обврски. Кога кај пациентот е засегнат говорот поради некаков мозочен настан, некаква мозочна травма, колку брзо по губењето на говорот треба да се започне со логопедска терапија? Директен одговор е да претпоставиме дека се работи за хоспитализирано лице, не буквален, некако сватат гледачите како генерален, уште во болничкиот кревет. Поддршка, логопедот е дел од тимот за опоравување на лицето со акутна травма. Првите напори се сведуваат на иницијална проценка за состојбата на останатите способности после настанатата травма, колку лицето има изгубено од она што е претходно го посетувало како јазичен капацитет и во договор со тимот, пред лекарот кој што го води, по обезбедување на стабилни животни функции, значи не треба да бидат загрозени животните функции, и по поседување на минимум капацитети за соработка, што значи свесност,
спремност за соработка, треба да се започне со логопедска терапија. Не се ова светски стандарди, дури и во нашите услови, во институцијата каде што работиме, бидејќи имаме соработка со институции од сличен карактер, невролошка клиника за неврологија, Завод за рехабилитација во Козле, ние имаме директна соработка со докторите, каде што знаат да кажат ние имаме хоспитален пациент, ве молиме дали може да дојдете. Ние и тоа го правиме, да на лице место ја утврдиме состојбата, да видиме што е она што е изгубено и да дадете барем препораки како понатаму кога лицето ќе биде испишано од оделението, да постапи семејството, да ве побере и што е можно побрзо да добие упатства за понатамошен третман на изгубените јазични капацитети, што значи дека делуваме уште, да не речам, во првата недела по настанувањето на акутната состојба. И треба да се има предвид дека овие состојби имаат многу подобра прогноза во однос на враќање на говорот, на способностите за вербална комуникација. Треба да се има во предвид дека најчесто тие одат многу побрзо и многу поквалитетно е закрепнувањето, враќањето на функциите на вербалната комуникација, за разлика од невродегенеративните состојби кои што претходно ги споменавме. Семејствата се убедени, односно мислат дека доколку не се врати говорот во првите месеци кај нивниот близок, никогаш нема да успее тој да проговори. Има ли вистина во тоа? Тука треба да го сменуваме. Милето, треба да го менуваме, ајде сега да речеме модерниот термин мајндсетот на околината. Сите тие прво што се борат е да лицето излезе од животозагрозувачката состојба. Лицето да биде способно за вршење самостојно на своите секојдневни функции, дека може да биде способно за самопомош, но исто така треба да знаат дека може да му се помогне и во однос на способноста за функционална комуникација. Не смее да се чека предолго. Имаме ние и такви случаи, за жал, да речам, може би се добри за поттикнување на свеста, лице кое што после поминати 6 месеци му е дадено дозвола да сега веќе може да поседува логопедски третман. Не, што е можно побрзо, бидејќи морам да бидам искрена, како поминува времето, обратно пропорционално се намалува можноста за враќање на јазичните функции назад во, да речеме, во некаква условно речено нормална состојба или приближно нормална состојба, така да ние не можеме многу да направиме откако ќе поминат, да речеме, 3 години. Последна година веќе значајно се намалува процентот на прогностички гледано подобрување на состојбата. Токму затоа постојат и програми за интензивен третман, значи интензивен третман кој што трае 2-3 недели до 1 месец, непосредно по враќање на способностите на лицето за самопомош, значи да може да дојде во установата, да може или со помош нормално на семејството да не посети, да ги следи упатствата, да ги следи вежбите, тогаш сме најуспешни и најквалитетни во однос на постигањата. Ќе повторам, колку повеќе време се чека, толку помали се можностите да се даде некоја позитивна прогноза за значајно подобрување на состојбата со јазикот и говорот. И она што сите треба да го знаат, индивидуите кои што се соочуваат со проблемот и нивните семејства, логопедската терапија не настанува веднаш излекување, односно надминување на проблемот, туку имаме трансфер, односно некаква еволуција на развој на афазијата од посериозен кон поедноставен вид. Ние тоа си правиме и проценка и во тек на третманот, така наречена евалуациона проценка, која што подразбира дека следиме колку лицето напредува, и не секогаш, секоја афазија може веднаш да оди во процес на надминување или опоравување. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани, можете да се јавите на бројот на телевизија Тилма и да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска говориме. Како изгледа една сесија кај логопед, кај пациент со афазија? Еве, ќе направите проценка за тежината, так. И потоа што следува? Прво и основно мора да се разговара со пациентот, да се подготви. Добре. За да се сподели, имаме на ум дека се работи за интелектуално уредна личност, да се сподели со него информација каква целина има третманот, истиот да се согласи на третманот, до некаде да ги прифати целите и прогностичките очекувања кои што ги има логопедот и да биде мотивиран да соработува. Како изгледа една сесија зависи директно од тоа кој модалитет јазичен е нарушен,
кај лицето. Дали доминира нарушување на разбирањето јазично, дали доминира нарушување на јазичното разбирање, или пак лицето можеби има нарушено или пак сочувана способност за читање и запишување. Врз основа на овие направени проценки, да биде попластично за пациентите, буквално како кога работите, да речеме, со дете кој што треба да проспори. Значи повторно учат да зборуваат. Тие повторно учат да зборуваат. Ако се работи за јазично разбирање, работиме на основни поими на јазично разбирање. Ако се работи за јазично изразување, почнуваме од слогови, гласови, слогови и така натаму. Зборови и така натаму. Колку е важно повторувањето во целиот тој процес? Дали е важно колку повеќе повторувања, толку подобри резултати? Јас пред малку спомнав дека ние имаме интензивни програми, што значи колку повеќе повторувања, толку повеќе успех. Така. Што значи не е задолжението само во логопедскиот кабинет, тоа е задолжение кое што треба да се продолжи дома, треба да се работи и со семејството, да ги научи упатствата, да го поттикнува на ученото во кабинетот. Значи семејството треба да е активно вклучено во целиот процес? Апсолутно да. Ние често не се случува на иницијалните третмани да имаме и придружник, најчесто брачниот партнер, кој што следи на кој начин се случуваат вежбите и по дадено упатство на логопедот, истите тие може да се спроведуваат дома во вид на некаква корепетиција, да кажам. И тоа веднаш се приметува кога пациентот ќе дојде на следниот третман, како изгледа кога нешто се сработило дома и кога се оди напред, или кога на лицето ќе му се даде задача да она што е совладано при логопедските вежби се стави во функција надвор од кабинетот логопедски. Значи не е доволно само за време на логопедските сесии да се работи. Имаме гледач, ќе му дадеме можност да се вклучи во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас сум? Да, вие сте во програма, повелете. Аха. Значи имам едно прашање, таму и дечињата одат у Центарот за рехабилитација, така? На Говор. Да? Да, таму на истото место. Ме интересира дали има дополнителна дејност како на другите делови на клиниката. Дали го разбравте прашањето? Дали има дополнителна дејност како на другите клиники? Да, дали има дополнителна дејност логопедите од овој центар како на другите клиники, ако добро ве разбрав. Да, токму така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Нашата институција нема можност за дополнителна дејност. Ние работиме во рамки на државното јавното здравство и нашите услуги се апсолутно на терет на фондот. Во зависност од програмата по која спаѓа индивидуата, односно клиентот и дијагнозата по која што ја водиме, дел од пациентите се ослободени од партиципација, дел плаќаат некоја символична партиципација, но за жал ние не сме опфатени со делот на регулирање на дополнителна дејност, како што тоа го прават лекарите специјалисти, и работиме комплетно под капата на јавното здравство и услугите се покриени од Фондот за здравствено осигурување. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Се исклучил. Добре, продолжуваме понатаму. Споменавте дека кај пациентите кои што се вклучени во овие логопедски сесии и програми за враќање на говорот мора да бидат мотивирани. Како поттикнувате нивната мотивација, со оглед на тоа што понекогаш не се развиваат работите онака како што и сте предочиле дека ќе се развива. Темпото на прогрес е побавно. Прво и основно, апсолутно едно стручно лице логопед треба да биде свесно дека се соочува со пациент кој што е потенцијално изложен на фрустрација, нерасположение, незадоволство, па да не кажам понекогаш и депресија за нова настанатата ситуација. Основен момент за мотив се позитивните примери кои што лицето може да ги добие од индивидуи, односно клиенти корисници на нашите услуги кои што се наоѓале во слична ситуација и кои што навистина добро напредувале. Тоа подразбира дека дел од логопедските третмани се организирани во вид на групни третмани. Ние имаме и навистина активности кои што не се само логопедски третман, туку активности кои што подразбираат социјална интеракција. Правиме групи на лица кои што се наши корисници на услуги, а се соочени со афазија, и позитивните примери на напредок на лицата кои што подолго време доаѓаат кај нас се одличен пример за мотив за клиентите кои што доаѓаат на почеток и кои што прво се
соочени со страф и неизвестност, дали ќе покажат позитивни резултати, дали ќе се вратат во нормален тек на животно функционирање и како ќе биде тој нормален тек. Многу е битно за вистински мотив да бидат точно информирани кои се можностите за прогноза за нивната состојба со вербалните способности, комуникацијските способности, тоа е едно. И второ, постојано разговарање за секој момент што може да подразбира не само подобрување, туку и влошување на состојбата. Често имаме дополнителни фактори кои што може директно да влијаат на состојбата со јазикот, до некаде сте стигнати и повторно да се случи влошување. Најбитен момент е тука прво и основно правилното информирање, второ поддршка од средината, комплетно разбирање, зборувам за семејството, партнерот, и трето мотив кој што подразбира позитивен пример од работа во група, односно групна терапија, не само на класична логопедска терапија, групна терапија, туку размена на искуства, активности кои што ние како завод ги организираме за да меѓусебно се дружат тие пациенти и да бидат мотивирани пред се и да доаѓаат на вежби и да имаат реални очекувања од ефектите на самата логопедска терапија. Имаме гледач, а потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден, пак истиот за дополнителна дейност, ама значи ја мислев дека има како на сите клиники дополнителна дейност. Ова е сосема вон темата. Ќе ве замолам. 70 годишниот загрижен дедо, можда ме памти Марија, дека сум се јавил и претходно за логопедска проблематика. Значи, ме интересира кај да си ги барам ја моите права. Од 15 септември нема термин за случајето мое. Дали кај министерот да се обратам и кој е приемен ден кај министерот? Фала многу ако ми одговорите на прашањето. Ако треба да ми поставите прашање, тука сум. Јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Навистина не би можела да дадам одговор кога во Министерството има приемен ден, но еве, кои се вашите искуства, како да се најде термин кај дечиња кои што чекаат долго време за термин? Често даваме директни информации. Ова прашање не е реткост, морам да кажам. И добро ќе искористам оваа прилика, бидејќи последно нешто кое што превземавме е подготвивме известување до мој термин, оделението при Министерството кое што го администрира програмот Мој термин, да достави известување до педиатри, семејни лекари, токму за оваа проблематика. Имаме две предизвикувачки ситуации за кои што, како што рече гледачот, е апсолутно во право. Првата ситуација е дека термини има за логопед, тоа одговорно тврдам. Денеска сме понеделник. Во петок е 10 јули. После 9:30 часот, значи ние имаме обврски кон Мој термин, објавуваме за цел месец слободни термини во текот на денот. После 9:30 часот се администрираат новите слободни термини за преглед кај логопед во логопедска амбуланта. Слободно нека појде кај матичниот лекар кој што го води внучето негово и јас гарантирам дека ќе најде слободен термин. Значи, таков проблем имаме најверојатно заради преоптеретеност на семејните лекари, матичните служби. Ние апсолутно имаме разбирање за тој аспект. Ќе проверат еднаш нема слободен термин, еве нема, и после следниот месец повторно ќе проверат на 14 или 15 во месецот. Ние имаме обврски кон Мој термин, ние постојано објавуваме термини. Не е дека нема термини, од каде доаѓаат дечињата кај нас. Постојано имаме кружење. Чисто за информација да знаете, ние имаме 150 услуги дневно во нашата установа. Тоа е огромна бројка. 150 дечиња поминале во нашата установа на ниво на ден. Дали за логопедски преглед, дали за логопедски третман. Втор момент со кој што се соочивме сега и направивме согледување и не дозволуваме да помине без интервенција е, слободно ќе кажам, несовесност на лицата, родителите кои што закажуваат термин. Сега имавме и жештини и ни се случува да термините се зафатени, а родителите не ги донесе децата на прв преглед. Ниту се термините откажани, ниту се презакажани, ниту се пријавени кај матичниот педијатар неможност, штом го ослободат веднаш некој друг ќе дојде. Македонија е голема, ние имаме и од Гевгелија дечиња на преглед, и од Охрид имаме, и од Паланка имаме што ни доаѓаат, и од Куманово, од секаде имаме. Апелирам до родителите, доколку не се во можност,
ги замолувам, еве и јавно, не само преку мој термин, тоа известување е веќе пратено, да ги откажат на време термините, да им дадеме прилика да дојдат на преглед оние дечиња и оние возрастни нормално, кои што имаат мака и кои што чекаат можеби некогаш и со месеци за да дојдат кај нас за иницијална проценка и за третман. Апелот е на вистина искрен затоа што овој проблем го гледаме ние како стручни лица. Термините се зафатени, не можеме ние да делуваме на индивидуално ниво. Секој ден се нови термини, но не се искористуваат 100% заради Јас можам да кажам дека еден родител има објективна причина да не дојде, но не можете вие сега жештините за сите нас. Не можете да дозволите да на дневно ниво останат по неколку термини неискористени за логопедска проценка, односно за прв преглед како што вика лицето. Така, одговорноста треба да биде колективна. Сите имаат мака. Ние апсолутно имаме разбирање за маката. За секој, независно од возраста, за секој клиент имаме разбирање, за секој дете имаме разбирање, пружаме услуги. Она што морам да кажам, исто како информација, ќе искористам медиумот, приоритетните упати кај нас не ги покриваат рехабилитацијските услуги, бидејќи приоритетен упат не значи дека може да се пружи рехабилитација. Тоа е за ургентен преглед и затоа не е пожелно да ги користат, бидејќи ќе добијат половична услуга, ќе бидат примени на преглед, но повторно ќе треба да се вратат по матичните служби каде што се води каде што се издаваат редовните термини, доколку детето треба да биде ставено во процес на рехабилитација. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, јас сум вработена во градинка, детска градинка. Така. Ние постојано се соочуваме со проблем, значи говорен проблем кај децата. Меѓутоа, еве само една сугестија би дала. Заради тоа што навистина имаат потреба тие деца од логопедски третман, а еве, значи во центарот навистина дека нема доволно термини и логопедите се преоптоварени. А во градинките, мислам дека и во сите градинки дека има вработени логопеди. Зошто од јуни месец, јули, август, 3 месеци, е некако сугестија, предлог, да дојдат логопедите, пошто само ги прават административните работи во градинката, не работат со децата, да си дојдат кај вас малку на помош, таман ќе се растерети и мој термин, ќе помогне на логопедите, ќе помогне на дечињата, меѓутоа еве и на другата категорија граѓани кои што имаат потреба од логопедски услуги и третмани. Така, вие нудите еден модел, некој модус за оваа состојба. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија и за размислувањето. Како идеја? Нашата установа беше ставена на располагање на сите градинки на територија на град Скопје. Може би вработената во градинка е помладата генерација, јас чисто да направам еден приказ, ретроспектива. Нашите логопеди работеа во градинките. Ние имавме тимови кои што одеа и ги спроведуваа рехабилитацијски третмани непосредно во местото каде што, односно во градинката, каде што дечињата имаа потреба од логопедски третмани. Со оглед на тоа што сме здравствена установа, а градинките паѓаат под секторот труд и социјална политика, ние немаме право да нудиме услуги надвор од здравствената установа. Токму затоа се избра моделот да се вработи логопед со полно работно време и да се пружат тие услуги во рамки на установата, но тој логопед да си биде редовно вработен во самата градинка. Ние најдовме алтернатива на тоа административно решение, да речеме да бидеме повторно до што е можно поблиску на нашите клиенти и отворивме во секоја општина во поликлиниката логопедска амбуланта. Тоа се наши вработени, кои што работат во општините низ градот Скопје и надвор од Скопје, да ги покријат потребите кои што ги имаат градинките, но еден логопед во градинка апсолутно не е доволен, па ние сме тука со нашите колеги кои што работат во поликлиниките, низ општините Аеродром, Чаир, Драчево, Ѓорче Петров, секаде имаме логопеди и се на располагање што е можно поблиску, географски гледано, родителите да не губат време, дечињата да не губат од настава или пак од активностите кои што се случуваат во градинка, да им биде непосредно во близина,
да ги донесат на логопедски третман и да се вратат. Кај нас нема распоред јули и август растеретено. Кај нас сега во јули и август доаѓаат дечињата што во текот на школската година не може да стигнат да дојдат. Значи ние имаме една друга категорија на лица кои што во јули и август ги исполнуваат термините за рехабилитацијски третман. Нашиот пристап во работата е здравствен, не е да речам педагошки, не е како во училиштата ние да паузираме јули и август се лета на распуст, не. Кај нас е постојано исполнето времето за рехабилитација. Продолжуваме онема каде што запревме, имаме уште многу малку време, останаа доста прашања бидејќи направивме една мала дигресија, отидовме во друга насока, се враќаме назад. Како да се разговара со лице со афазија? Со лице, возрасно лице кое што ја загубило способноста за говор? Прво и основно... Смееме ли да ги довршуваме речениците, да му помогнеме во тој процес на изразување? Прво и основно без предрасуди. Тоа подразбира нема да ме разбере, нема да му се обратам, ќе ја завршам работата наместо него. Апсолутно не. Треба да имаме предвид дека психолошкиот ефект од комуникацијата, односно од интеракцијата е многу поголем од самиот начин на кој што комуницираме. Тоа е првиот совет. Вториот совет е директно од логопедот ќе добијат формат кој што ќе им значи ова лице со афазија може да комуницира со кратки реченици, со директни упатства. Зборувам во зависност од тоа за каков тип на афазија станува збор. Доколку станува збор за неразбирање на јазикот, ние имаме алтернативни начини. Знаете, ние комуницираме и семејствата дома ги учиме да комуницираат со пишување и со читање. Може би модалитетите на читање и пишување се сочувани, но на јазично изразување се нарушени. Значи ние им нудиме и поинаков начин на комуникација. Доколку и тоа не е можно, се работи за сериозен тип на афазија. Тогаш се е тука алтернативната комуникација. Семејствата ги учиме на користење на алтернативна и аргументативна комуникација. Техниките и инструментите се комуникацијски табли, визуелни средства за поддршка, каде што лицето може и преку некој дигитален уред да се изрази што му треба, како му треба, за да биде разбрано и да биде задоволена секоја негова потреба. Што подразбира дека не само поддршка психолошка на семејството, туку и директна инструктивна работа со семејството, во зависност од типот и сериозноста на јазичното нарушување, да ги упатиме како најдобро може да воспоставуваат комуникација и да ја реализираат размена на информации на дневно ниво со семејствата. Значи не е секогаш целта на логопедскиот третман враќање на говорот? Не, апсолутно не. Затоа ја спомнав палијативната логопедија. Значи ние мораме една од основните цели кога ќе се постигне целта на класична логопедска терапија со цел подобрување на нарушувањето, враќање назад на капацитетите, е унапредување на функционалноста на говорот. Значи што повеќе од тоа научено да се примени во секојдневната комуникација на лицата со афазија, во комуникација, непосредна комуникација со семејството и да предпоставиме дека има прилика лицата со афазија да се врати на работното место, па дури и да не се врати на работното место согласно своите претходни компетенции и претходни работни задачи, доколку има разбирање од работодавачот да имаме промена на работното место, се со цел неговите интелектуални капацитети кои што не се засегнати да бидат искористени, а доколку е ограничена комуникацијата, да тоа може да го врши на новото работно место каде што нема да има потреба, например, замислете работно место каде што е постојано изложено со клиенти. Може да има замена каде што нема да има потреба од комуникација на дневно ниво со таков интензитет. Што со пациентите кои што имаат невродегенеративни нарушувања како што е Алцхајмерова болест? Дали кај нив се применуваат некои други пристапи во работата? Ја спомнав на два пати палијативната логопедија. Тука палијативната логопедија има за цел да ја одржи на минимум функционалната цел на говорот и на јазикот, што значи разговор ради мотив, разговор ради расположение, разговор заради психолошко чувство на задоволство, со цел и јас сум корисен, и јас можам да комуницирам, но не со надеж дека нешто ќе се поправи или ќе се унапреди. Основно е, посебно треба да се има разбирање со семејството и со индивидуата за овие прогностички цели, за оваа прогноза и за овие цели, кога ние велиме нема да спроведеме третман кој што значи реституција, односно повраток на изгубените, туку ќе спроведеме третман, што значи што е можно подолго да ги задржиме преостанатите капацитети и да го успориме темпото на губење на веќе и така
почнатиот процес на губење на јазичните капацитети на лицето со цел да му обезбедиме минимално квалитетен живот на дневно ниво на пациентот. Каква е свесноста кај нас за потребата од брза интервенција кај логопед по настаната, да речеме, некаква мозочна траума и нарушување на говорот? Ни се случува да во голем процент возрастните лица кои што ќе дојдат кај нас за поддршка, за помош, се иницирани од семејството и од слични искуства од непосредната околина, да речеме пријатели, роднини кои што се соочиле со истиот проблем. Многу често, и затоа и постои месецот за подигање на свесноста за афазијата, не општата јавност, туку и стручната јавност да биде запозната дека може да посоветува да припрати лице со афазија кај нас во установата, каде што можеме да му помогнеме, не е само да се задржат виталните функции, не е само да лицето биде способно за самостоен живот, туку преку нашите интервенцијски, да речеме, постапки, го способиме и за квалитетен живот во делот на интеракција со околината. И токму затоа велам, апсолутно не. Ние минатата година правевме некое истражување колку е познат поимот афазија. И какви резултати добивте? Па навистина поразителни, морам да кажам. Дури и оние кои што знаеа и што велеа, па да, сум чул, кога ќе ги прашавме ние дали знаете дека може да му се помогне, зар навистина може да му се помогне, ние буквално излеговме на терен. Во еден од трговските центри го правевме истражувањето со случајни минувачи. Резултатите беа задоволителни само во случај доколку тој минувач имал некој свој близок во семејството и морал спатот да го изоди сам за да дојде до нашата установа или да му се пружи поддршка. Имаше лица кои што велат, па зари на возрастни може, сега се случило тоа што се случило, например мозочен удар или го губи говорот, зари на возрастни може да им се поврати говорот. Добро е што може сам да си помага. Имавме и такви резултати што навистина малце нас не разочараа, посебно затоа што вие прашања што ги имавме денеска, гледате колку е свесноста за детската популација на повисоко ниво за разлика од возрастните, а и како може да им се помогне и на возрастните да го вратиме квалитетот на живот после настаната траума мозочен удар. Кај пациентите кои што има потреба од ваков тип на терапија, но напредокот оди со побавно темпо, се случува ли да се откажат? Да. Колку често е тоа? Да, се случува да се откажат. Прво и основно, ние сме сите свесни дека на таквите лица кај лицата со такви проблеми не станува збор само за проблеми со говорот. Тие лица се често и физички ограничени во способностите за движење, па им треба поддршка некој да ги носи. Секогаш треба да има пратител во тоа. Треба да има пристапност, дали се во можност, да речеме со индивидуално возило, често доаѓаат со јавен превоз. Сите тие околности се и такако битен предуслов да едно лице биде на време и постојано кај нас во установата. Ние понекогаш сме приморани да поддршката ја пружиме и онлайн за почеток. Првите совети да ги дадеме во комуникација онлайн со семејството и со самото лице, па кога ќе се створат услови за физичко присуство да продолжиме со таков вид на третман. Што значи многу објективни околности може да ни влијаат за да лицето се откаже или воопшто не се согласи на доаѓање на вежби, бидејќи едноставно не се во можност. Замислете да живеат малце подалеку од централното градско подрачје, колку е тоа исцрпување за да тие дојдат некои физичката кондиција не им дозволува толку време да поминат во патување, да дојдат на вежби и да се пружи услуга како што треба, а често и мотив постои кога веќе ќе ги видат резултатите. Имаме лица кои што навистина поредот на нештата би требало да го имаат завршено третманот, постигнати се максимални исходи во нивните капацитети јазични, но заради тие групни терапии и чувството на припадност, значи таа социјална интеракција, и ќе ни дојдат и повторно извадиле упат и велат, јас би сакал уште 3 месеци да бидам вклучен во терапија, апсолутно. Тогаш е онаа функционална страна на логопедската терапија ја ставаме во преден план во целите тераписки, не ги враќаме, далеку од тоа. Имаме и такви пациенти кои што се задоволни од постигањата и би сакале едноставно да се потсетат на целиот материјал кој што го поминале во текот на првичната иницијалната терапија и добиле навистина завидни резултати во однос на повраток на јазичните капацитети. Обично колку време треба да доаѓаат на логопедски третмани? Знаеме сега има различни тежини и форми на афазија, но во принцип од прилика колку време? 3 до 6 месеци. 3 до 6 месеци? Да. Но тоа не исклучува работа дома и понатаму? Така, не исклучува работа дома и понатаму.
Логопедот одредува со каков интензитет ќе бидат првите 3 месеци во однос на логопедскиот третман, со каков интензитет ќе се продолжи и со каков интензитет понатаму ќе се одржи врската за логопедска поддршка, за стручна поддршка, за да лицето ги користи веќе научените техники за комуникација и во домашна средина, што значи точен, да речам временски некој интервал или некоја временска рамка не постои. Не само за афазијата, зборувам во целина, независно од типот на проблем со кој што се соочуваат возрастните и децата, ние велиме од многу околности зависи како се. Една од околностите е каква поддршка имаат во домашна средина и колку го продолжуваат, да речеме, оној дел инструктивен третман кој што ние го даваме, за да може семејството да биде наш соработник и котерапевт во природна средина. Кај лицата со афазија, по некаква мозочна траума, од оној процент на кој што се советува да дојдат на логопедски третман, имате ли некакви податоци колкав дел од нив се вклучуваат во целиот процес? Многу мал дел. Многу мал, пак ќе кажам повторно, многу објективни околности се во прашање. Многу е жално кога ќе ви каже нема кој да го носи, сите работиме. Прво е тоа. Второ, кога вие ќе му кажете дека ова не е таблетот, кој е рехабилитацијски третман кој што е за поддршка, па трае со месеци. Повторно и тука се малце се мотивираат за тоа што не секој може да го поднесе тој терет, посебно оној кој што треба да го прати и да го носи. Тоа е многу битно да го кажам. И исто така не секогаш се согласуваат на прогнозата од исходот на терапијата, затоа што не секогаш се реални во однос на очекувањата што е тоа што треба да очекуваат после настанатата траума или настанатата, да речеме, мозочен удар, што и да е причина за состојбата. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што отворивме оваа тема која што е наменета за возрастните, за оние кои што се соочуваат со афазија, да знаат дека има решение. Да, ви благодарам на поканата и ви благодарам на поддршката која што продолжува во вид на соработка. Така, се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно во студиото на Телма. Ќе им се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Со нив се гледаме веќе утре секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.